Иако сметаат дека одлуката на судот за забрана на одржување на штрајк е нелегитимна, контролорите на летање сепак ја почитуваат. Александар Тасевски, претседател на струковиот синдикат на контролорите на летање, вели дека не добиле никакво известување, ниту покана од судот за поднесената тужба од раководството на МНАФ за запирање на штрајкот, а за одлуката на судот дознале од медиумите. Нивниот адвокатски тим веќе подготвува жалба во која вела дека ќе ги наведат сите аргументи против таквата одлука на судот. Ние мораме да почитуваме решението на судот, ќе го донесеме денеска, ќе ги известиме МНАФ дека нема да има штрајк, дека да ставиме штрајкот по мирување, меѓутоа нема да се откажеме и дефинитивно ќе продолжиме со некои други активности и ќе најдеме начин повторно да направиме се што е потребно за да ги оствариме нашите барања. Од синдикатот вела дека тие своите барања ги доставиле до раководството уште во 2023, но поради нивното неисполнување, постојано закажувале штрајкови па ги откажувале. По доаѓањето на новото раководство им било речено дека тие ништо не можат да прифатат и дека се ненадлежни за нешто што се случувало со претходното раководство. Во врска со одлуката на судот, Тасевски презентираше и документи дека постапка за мирно решавање на спорот имало, како и дека сите нивни барања произлегуваат од Законот за работни односи, а воедно бараат и подобри услови за работа. Точки го тангира Законот за работни односи, каде што се повикуваме на одредби кои што се регулираат ноќната работа, одредбите кои што ги регулираат условите за работење на вработените во компанијата, условите кои што се за исплата на тие надоместоци кои што се предвидени со закони колективен за ангажмани кои што се доделуваат на самите вработени, така да буквално нема ни една точка која што е надвор од оние законски пропишани барања, односно прописи во државата. Вчера од раководството на МНАФ соопштија дека судот донел одлука за забрана за одржување на штрајкот на контролата на летање, кој бил закажан и покрај, како што наведоа, неисполнувањето на постапката за мирно решавање на колективни спорови и дека штрајкот не произлегува од конкретни барања за работни односи.